Добро утро, почитувани гледачи. Денови на домашната сцена најактуелна е темата околу истрагата што ја отвори обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, се однесува на 13 лица опфатени во истрага за набавка на опасен мазут и големи оштетувања на државниот буџет. Тема што екипата на КОД на телевизија ја истражуваше уште пред 2 години. На оваа тема утрово зборуваме со колегата, дел од тимот на КОД, Миомир Серафиновиќ. Миомир, добре дојде во утринска на Телма. Благодарам, Горан, што ме покани. Под оваа дистанца сега по 2 години, откако вие, вашиот зенит на истрагата беше во 2023, токму пролета, март, април, овие месеци вие бевте на терен, често пати одевте во електраната Неготино, правевте ноќни снимања, истражувавте голем број документи, финансиски трансакции сомнителни. Епилог е, некаков епилог, барем за сега, истрага отворена за повеќе лица. Има ли, ви дава ли тоа некаква сатисфакција и поттик да продолжите да истражувате натаму? Па добро, секако ни дава сатисфакција и некој задоволство од нешто дека нешто надлежните истражни органи презеле за она што сме го истражували, што сме го работеле. Нели секако ние очекувавме, се надевавме, не истражуваа само новинари од КОД, туку и новинари од други редакции. Оваа тема бидејќи станува за големи средства, за големи пари во време на енергетска криза, и очекувавме тоа да биде, да кажеме, да се отворат постапки уште порано. Морам да кажам дека е единствена институција која, еве да кажеме, беше активна покрај нас новинарите, беше антикорупцијската комисија која беше сојузник во истрагите на некој начин. На некој начин беше сојузник, меѓутоа се крепеше од наши информации, ние се крепевме од нивни информации, нивни сознанија, и единствено таа институција имаше, да кажеме, активна истрага за која можевме да слушаме и во јавноста информации дека се спроведува, а во другите надлежни институции нели тоа функционира дека отворена е постапка, меѓутоа не се презема определени действија, големи действија кои би се виделе. Ајде уште малку вака ретро, кусо. Пред 2 години кога истражувавте на терен, дали ти, Снежана Лупевска, Срѓан, Марија, екипата на КОД, се надевавте и очекувавте дека надлежните институции пред се обвинителството и полицијата ќе интервенираат, или во тој период не гаевте надеж дека освен антикорупцијска комисија ќе најдете сојузники во другите државни институции? Нели секако постои надеж, постои верување дека твојата работа или некој на крај ќе ја верифицира со определена постапка. Не мора да значи истрага, не правиме ние само за сериозни, тешки криминали, меѓутоа дека ќе ја верифицира со некој начин, со некоја постапка и со некои мерки кои би спречеле во иднина да се случуваат вакви работи, не само во овој сегмент, туку и во другите делови на јавните набавки. Никога паметам дека ние прв пат беше објавено дека определена компанија РКМ го добила голем тендер, јавен повик всушност, кој беше над 100 и нешто милиони евра. Меѓутоа, во рамките на таа информација, нели се запрашавме зошто би добила, знаејќи фирмата, ние знаевме фирмата од порано. Дека нема перформанси за прво дека нема перформанси, нели кој ќе се провери тие финансиски перформанси, нема за кој ќе се проверат нивните. Не ги исполнува условите резултати. Па да, меѓутоа тоа што го откривме баш во првата емисија беше дека всушност така ни се викаше емисијата, како СМ нацрта продавач на мазут. Всушност за првиот голем над 100 милиони евра вреден тендер, јавен повик, беа изменети определени услови во јавниот повик. И ние тоа го преку согледување и споредување со претходните јавни повици успеавме да го откриеме, да го утврдиме дека навистина се менувани условите за јавниот повик. Значи претходно важеле други правила, а за тој повик имаше едно интересно ново, како што ни кажа, нели, и други луѓе кои претходно учествувале во тендерите, односно кои се запознаени со процесот за купување на енергенси, особено мазут. Значи во тој момент за тој тендер, за тој јавен повик, за таа јавна набавка вредна над 100 милиони евра е воведен определен услов дека мора да се испорачува и минимум 1200 тони
дневно мазут. Во превод тоа би значило дека 50 на цистерни секој ден би требало да одат до ТЕЦ Неготино. Станува збор за период кога ТЕЦ Неготино произведуваше струја, значи навистина морало да се снабдува, значи тоа е воведено како услов. Меѓутоа тоа значи дека 50 тоа е над 50 цистерни секојдневно треба да циркулираат. А да кажеме во Македонија од тие информации што ги дознавме, во Македонија немаше ни толкав број на цистерни за превоз на за да го извршат транспортот. За да се изврши транспортот. Тоа значи дека само за ТЕЦ Неготино би се носело, а на друго место не. Што нели малку е нонсенс. И тој услов го исполнува малата РКМ, фирмата на Радко Капушевски. Фирмата на Радко Капушевски, односно го поминала, била единствено конкуренција, бидејќи тие поголеми, да кажеме, тие фирми кои се занимаваат со тоа, сметале дека државата, односно СМ ќе увиди дека е грешка, дека тоа е невозможен услов за невозможна мисија да се исполни и дека ќе се поништи тој јавен оглас и ќе се направи нов. Меѓутоа не се случило тоа. Огласот е доделен над 100 милиони и почнува да се работи. И морам да кажам дека наредниот, третиот тендер, кој е уште на поголема количина, мислам дека беше на околу 190.000 тони мазут, значи исто над 100 милиони, подоцна доделен на крајот на 2022, повторно се сменети условите. Значи, например, се изфрлен тој услов на кој начин да се транспортира. Убаво сте го насловиле првата епизода, како ЕСМ го нацрта, треба да изгледа се извади, а се става услов дека треба да имаш продадено минимум, односно имаш тендер, набавка на минимум 100.000 тони мазут за државни органи или за други органи, услов што единствено исполнува таа фирма. Ајде уште малку пред да навлеземе повеќе во детали, да сподели со гледачите и детали од истрагата што ја вршевте вие како новинарска екипа. Да не звучи нескромно, но дали вие, како дел од таа поширока новинарска заедница која го истражуваше случајот, бидејќи станува збор за предпоставка за големи злоупотреби на државни пари, буџетски пари, на некој начин им дадовте на тацна на истражните органи голем број на податоци кои сега само треба да ги докажат, односно во отворена постапка да ги докажуваат за случајот да добие и судски епилог. Па добро, ние ги истражувавме. Тоа истражувавте, вие истражувате, но други новинарски екипи и им дадоа на надлежните голем материјал што треба само да го... Тоа правото се вика индиција. Сега колку тие надлежни, јас го сватија тоа како индиција, не можам да кажам, меѓутоа факт е дека еве на крај доаѓаме до некоја си постапка. Имаш индици, им дадовме индици, далеко сме ние нели како новинари, без разлика за кој станува збор, дека можеме ние да обезбедиме доказа во судска постапка, нели начинот како ги прибираме информациите и сите останати работи, меѓутоа дадовме сосема доволен голем солиден материјал за да тие можат еве да работат. И сепак како пак ќе повторам дека тогашниот состав на антикорупцијска комисија го зеде тој предмет во работа и го работеа и морам да кажам дека не знам постапката кога отворија, меѓутоа ја завршија 2023 година во декември, значи речиси година по нашето прво истражување и претходно имаше сознание, значи работеа над година дена само на тој случај, што беше сериозно и дадоа солиден материјал до обвинителството. Така, а сега обвинителството во соопштението вели по повеќе месечна истрага, предистражна постапка. Да, вчера велеа дека имале наредби издадено во период поголем од година дена, пошто нели имаше определени политички импликации, коментари, критики нели меѓу актуелната власт и составот на обвинителството, односно раководителот на обвинителството за гонење на организиран криминал и беше посочено дека МВР по насоки и наредби на обвинителството работи повеќе од година дена, а истрагата била отворена на почетокот на јануари, кога на 2 јануари 2024, значи лани, ја добиле иницијативата за кривично гонење од антикорупцијската комисија. Да. Добро, сега за гледачите. Во јавноста најголема врева се крена околу составот на тој мазут, односно на можните последици врз животната средина и пред се врз здравјето на граѓаните. Имаше и еден пост на Facebook, скриншот од тоа што се споделуваше и стана многу споделуван и како се нарекува тоа во социјалните медиуми, вирален, многу популарен.
во кој наводно некој македонец, нашинец, наш сограѓанин во Солун сретнал извесен РК, со иницијали беше се споделувано, и таму тој РК рекол што све сум внесол во Македонија, затоа е полна и онкологија, не би живеел таму, а тој кога го прашал, кога возвратил, па и ти си и живееш таму, рекол не бери гајле за мене, јас имам стан на неколку блока од тука, значи во Солун, и тоа беше на ниво на непроверена информација. Меѓутоа, што беше кај вас мотивот да се истражува ова? Дали злоупотребата на државни пари е фокусот? Дали се тие сомнителни трансакции, формирањето на високите цени, шминкањето, односно местењето на тендерите, или пак злоупотребата на државни пари, или пак фокусот на квалитетот на мазутот, животната средина и пред се последиците во здравјето на граѓаните? Новинарското истражување, мора да кажеме дека почна, нашето новинарско истражување на код почна поврзано со тоа така наречено што го кажавме цртањето, односно злоупотребата при изборот, при правењето на условите за набавка. Меѓутоа, секое подолготрајно истражување, нели, кога ќе се почне, после определено време се објавува и после тоа се отвараат низ аспекти, бидејќи многу луѓе се јавуваат. Мислам, сега да се разбереме, ова се некои само обвинителството што објави за истрагата дека се злоупотребени, односно набавки во вредност со 167 милиони евра, што е огромна сума. И таа сума, нели, привлекува влијание и вклучува многу луѓе кои се околу таа сума. Очекувате да се прошири истрагата и на повеќе? Па ја, еве, како што имам информации, еве од утро секој се јавуваме, дека има определен, сега да не ги откривам сега, нели, и истражни и сите тие работи, сепак ќе оставиме и гледачите на код нешто да знаат, дека се во текот на овие денови се преземени определени активности поврзани со тој еколошкиот аспект на истрагата. Значи, за да се провери квалитетот, составот на тоа. Инаку јас, еве, лично, пошто сум контактирал и со луѓе кои биле запознаени со тој со процесот и со состојбите во ТЕЦ Неготино, имаше нивни согледувања, односно кажувања на мене, кои ние не можеме да го докажеме, меѓутоа кои се однесува дека им било сомнително дека например се предизвикуваат определени посетни дефекти на таа опрема. Не можеле да сватат дали е тоа од квалитетот на мазутот, дали тоа од неупотребуваноста на таа инсталација за производство или од квалитетот на мазутот кој ги запушувал филтрите. Нели, значи тоа таа технологија за производство на струја, нели, иде со филтри со распрскување и што не можело да се распрскува тој мазут, што значи дека нешто потврсто било внатре. Колку епизоди на оваа тема код направи? Ја знам дека во 2023 од јануари до декември направивме 9 епизоди, 9 истражувања. Сега задутре повторна тема ова? Задутре, да, повторно ќе ни биде темата. Тоа со некои нови сознанија, нели, кои ги имаме, кои ги добиваме, со некои исто така анализи и согледувања за мешаност, за учеството на истите компании во определени тендери и после нели промената на власта и после тоа, значи дека всушност е заземен простор кој не може да се, нели, не можеш едноставно да ми го одземеш. Преку тој тендер се прелеани многу пари и сега тие пари може да се користат за да добиваш и други сделки со државата. Мислам, тоа е, како да кажем, таа линијата. Така, случајот го поредивте со приказната за Пепелашка, па рековте дека принцот во нашава ситуација треба да биде обвинителството и еве се огласи обвинителството. Може би задоцнато, меѓутоа еве се случува нешто. А граѓаните беа оние оштетените, принцезата. Да, што ме потсети, си го гледал, да. Тоа ни беше. Тој код остави впечаток Да, значи тоа беше. Тоа беа за ноќните испораки. Апсолутно, да. Значи како што кажавме, почнува што некаде, а не знаеш каде ќе те донесе патот и некаде има, нели, деден слепа улица, не може да биде се. Тоа беше едната од, нели, тие работи. Значи, што станува збор? Во тендерот, во повикот, се одредува дека цената на мазутот испорачаниот се тарифира согласно актуелната цена која при влезна цистерната таму. При влезна цистерната. И сега што се случува? Во определен дел, нели, регулаторна комисија го ја определува цената на мазутот, определува цена на мазут дека ќе се покачува. И почнува таа испорака и бидејќи камионите главно доаѓаат пред полноќ на
нели преку ден, да, за определен надомест возачите или врски на тие транспортери со внатрешниот систем на ТЕЦ Неготино или со, како да кажам, со испорачувачите, земаат определена надокнада и тие чекаат да дојде полноќ и после полноќ цената е поскапа. И така се нели малку билда цената, односно се намалува количината. Поголема заработка за добавувачот, поголем трошок за буџетот на граѓаните. Не, тоа е само еден. Например, вториот начин е за транспортот. Транспортот нели се договара купувањето на мазотот и потоа следува транспортот. И транспортот беше од она што го гледавме речиси дупло, тродупло поскап отколку нормалниот транспорт, реалните цени на нормалниот транспорт на деривати. Добро, имаше истраги и за собственичката структура, односно за компаниите кои се јавуваа, кои беа компании партнери, се формира и се менуваше собственичката структура и во РКМ. Имаше нови собственици, па стаса до поврзаност, некоја поврзаност која водеше и до лидерот на ДУИ Али Ахмети. И во таа смисла, некои други колеги од други редакции, како вашата алузија за Пепелашка, правеа алузија, го нарекуваа случајот едно општество за сите, бидејќи навистина имаше испреплетени разни јавни личности и моќни политички фигури, што од овој сегмент е за вас сакот највпечатливо исто така? Да, мора да кажам дека истражувајќи ги нели тоа структурите, како што кажавме, се отвори паче и тргнавме по тоа паче. Всушност излезе дека во една зграда во Карпош, на иста адреса или на слична адреса, значи во иста зграда имаат фирми, седиште на фирми, дел од осомничените во овој случај, меѓутоа дел од роднините, блиските на влијателни луѓе, главни луѓе во ДУИ, особено на лидерот на интегративците Али Ахмети. Значи ние тоа го поврзавме и го прикажавме како еден вид шема, бидејќи нели на иста адреса, во иста канцеларија имаат и овие осомничени и роднината на Ахмети. Потоа дополнително, исто така антикорупцијска, тоа мора да го напоменам, се поврза со еден наш претходен случај што се истражувале не само ние и другите, конфискацијата на Трансмет се поврза кога го работе антикорупцијска, повторно таа адреса излезе во тој список на фирми кои беа опфатени со постапката на антикорупцијска. И така нели се плетеше таа, да кажеме, шема, на крај стигна и до внукот на Али Ахмети, Дрин Ахмети, не преку адреса, меѓутоа преку друг начин на поврзаност на определени релации. Добри, кога има толку пари кога се вртат, злоупотреба на милионски суми, кога се инволвирани на било каков начин моќни фигури од политичкиот и бизнис свет, како е да се биде истражувачки новинар? Дали, например, добивавте закани, дали има притисоци, освен сојузник антикорупцијска комисија, имавте ли поддршка од други институции? Ова го прашувам со оглед на тоа што и Лупевска сподели еден Facebook статус завчера кога беше истрагата, дека Радко Капушевски пишал во тоа време: јас увезувам мазут за да има струја, за ти да имаш струја за да направиш фризура, за да имаш емисија. Дали во тој момент таа порака беше сватена како притисок, како закана? Како ја доживеа Лупевска? Не е гостинка, меѓутоа веројатно сте споделиле во редакција или имаше и ти како човек кој беше на терен, нели во неколку наврати одеше и ноќни снимки правевте пред електраната. Има ли опасности? Па добро, сега ако има опасности, пошто не знаете што очекува. Тоа не е сепак јавно место, тоа е нели малку заскриено. Електрана. Да, електрана надвор од пазот. Меѓутоа, тоа што го кажува, тогаш за тој случај ќе кажам, што го кажува кога отидовме ние на терен со колега, еден снимател од Телма, кога стигнавме таму и сега се гледаат камион таму, камион ваму, на неколку различни локации. Сега ние одиме, среќа не беше обележана колата, ајде, нели, од некој да снимаме од движење, од сите тие работи, застануваме, ајде ги прашаме и ние уствари сваќаме дека нема никој, дека на вистина тоа е точно, дека дошол, го оставил и чека времето да ја помоне за да се зголеми цената. А таа порака, демант или како да кажеме реакција од, не беше демант, нели, туку реакција од сопственикот на РКМ, мислам ми остави голем впечаток за не толку како закана, сепак тоа е нели еден вид на
Притисок. некоја прикриена софт закана, меѓутоа начинот на однесување и начинот на комуникација на човек кому државата му дала над 100 милиони евра за да обезбедува струја и тој се постави на ниво на некој си божество, Господ, јас ви давам струја, а вие што има за мене да правите, што ни беше чудно дека некој така ќе помисли. Демек тој ни давал струја, не дека ние како граѓани си ја плаќаме таа струја и ние како граѓани плюс на него му даваме пари, огромна количина на пари, огромна сума на пари, за да ни обезбеди струја. Имаше и некои други, да кажеме, пораки, или така прикриени совети. Тие се како меки закани ги доживувате? Да, као нешто зошто го, не, вообичаено е демек зошто го правите, демек ова е вака, и се ти ја гледаш емисијата, гледаш што си создал, што си открил и не ти е јасно зошто те прашува, дали е гледал емисијата па да ти реагира. Меѓутоа тој тип на, да кажеме, пријателски као подшукнување по раме, нема врска, мислам тоа што го зборите, мислам не знам кој на вас ви кажува зошто. И како се одговара на таквите? Па ништо не се одговара, као дворет не фала, благодарам толку, затоа што не може и да му се тешки, сериозни закани и политички не. Меѓутоа такви вербални ниски имаше од господинот Васко Ковачевски, тогашниот директор на ЕСМ, определени, како да кажам, така, заскочици, како дека духовитости во наводници, меѓутоа онака како, нели, како осиња, како... Добро, имаше такви доскочици од тогашниот премиер. Да. Кога станува збор за Телма, јавно ја прозираше Телма на пресконференција. Апсолутно е него, да, добро, сега во рамки на ово истражување не сум имал директен контакт, меѓутоа нели тоа беше едно тело, владата ги даваше парите таму и се гледаше и некако ти се гледа дека не им е мило, меѓутоа немаше некој, да кажеме, силен, голем, да кажеме, притисок и не бевме само ние единствени, туку ќе објави некој, па друг, па трет. Еве јас затоа кажам, ние имавме во цел период од 10 месеци, од јануари до декември, 9 емисии. После тоа имавме уште една на почетокот на 2024 за да ја разјасниме одлуката на антикорупцијска, бидејќи таму беше со иницијатива за кривичен прогон опфатен и тогашен министер за економија. А тоа не беше воопшто споделено во јавност. Сега и тоа е дел од постапка, ќе видиме како што ќе се одвива, меѓутоа сега кога ги гледав морам за да се подготвам за емисијата и ова нели за гостувањето, но и за нашава емисија код што ќе ја правиме сега за во недела, зашто ги повикам гледачи да гледат, ги гледав и малку ми стана онака, како да кажам, не непријатно, ама како се појави тоа, нели, отпосле тој ефект на као, леле, што све сум правел, дали сум требало така, нели, си ги преиспитувате постапките? Не си ги преиспитувам, него дали сум не дали сум бил доволно предпазлив, за да ми се случи, Тоа секако дека секогаш се може подобро, мислам ние во код така и работиме да секогаш да направиме подобро, меѓутоа сам да кажам, нели, едно е обиди и желби, друго е колку може да се стигне, меѓутоа дали сме биле дали сум бил доволно предпазлив да не ставам јас некој друг во опасност, нели, во ризик, си се распрашуваш, си се проверуваш, иако е поминато 2 години после тоа, меѓутоа во тоа време претпоставам дека некој таа новинарска возбуда и адреналин те држи. Добро, и на крај клучното прашање, после се ова, за да виде сатисфакцијата, односно чувството на новинарска победа на некој начин комплетна, каков епилог очекуваш со оглед на добро познатата состојба во нашето обвинителство, судство, довербата во судството, еве, личните разочарувања кои дури не ги крие ниту првиот човек на владата, премиерот, еве, изразува сомнеш, се отвори дискусија и дебата зошто дел од осомничените се во притвор, дел во куќен домашен притвор. Значи, како ќе тече работа натаму со оглед на тоа што се работи за под наводници се уште недокажано опасен мазут кој го труел, загрозувал сериозно здравјето на граѓаните и на злоупотреба на милионски суми државни пари. Што би рекле нели сите политичари, јас не би коментирал судски одлуки и судски постапки, но
Еве, очекувањата се да има истрага да заврши. Се надевам дека обвинителството ќе успее тоа што го наведува барем до сега, дека ќе успее и ќе се потруди да го надополни и натовари со докази кои би биле ефикасни во судска постапка. Мора да се знае дека во судска постапка има и одбрана на тие што се осомничени, што се или се обвинети во зависност. И секој е невин додека не се докаже спротивното. Да, секој е невин и дека и тие луѓе, односно и таа страна има можност да докажува, да нуди докази. Да не кажувам дека може да се случи некоја процедура да се утне, може да се случи како што се случи лани, цел закон да се смени, односно тој најбитниот дел од законот за функционира да се смени. Ние како новинари ќе следиме, се надевам дека ќе има определена сатисфакција преземена од страна на правната држава, и дека ќе биде многу посериозно проверено она што оние сомнежите за еколошко загадување, односно за влијание врз животната средина и лошо влијание врз здравјето на граѓаните. Тоа што е најболно и веројатно. Во секој случај, Миломир, благодарам многу за гостувањето. Повик на крај гледачите, гледајте Код по централното издание во вестите во 18:30 во недела на Телма, така? Да. Значи тоа е нашето редовниот термин 19:15 по централните вести на ТВ Телма. Ти благодарам за гостувањето. Благодарам.